Здраво! Добре дојде во новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за планирањето и ќе дадам малку осврт на поставувањето на цели и како да го правиме тоа како ние би ги оствариле нашите цели. Подобро завршено отколку совршено. Верувам дека ова нешто кое што честопати сте го слушнале или better done than perfect. Има многу вистина во ова и она кое што сакам да го споделам со секој од вас е дека луѓето кои што се трудат постојано да бидат совршени најчесто се токму оние кои што многу прокрастинираат и кои што тешко си ги исполнуваат сопствените цели. Но, покрај тоа, сметам дека е многу важно да споделам дека многу луѓе исто така не ни знаат кои се нивните цели, односно, кога ги поставуваат целите, прават голема грешка, така што целите не ги поставуваат како да се реално цел која што треба да се достигне, туку некако повеќе како некои задачи, мали задачи кои што всушност можат да бидат само дел од системот на исполнување на одредената цел. Оно што е многу важно е да ние бидеме во склад со себе си и да знаеме точно што сакаме. Што значи ова? Замислете си дека ја наоѓате ламбата на Аладин и дека излегува Джини од неа. Джини доаѓа и ве прашува: јас имам 3 желби да ти исполнам. Кои се твоите 3 желби? Што мислите, што ќе ми одговорите? Или еве приказната може да биде дека фаќате златна рибка која што уме да ви исполни 3 желби. Дали ќе знаете што да ја кажете на златната рибка или ќе ја збуните и неа и себе си? Да одиме со чекор 1. Нешто што е многу важно е да направите рекапитулација на претходниот период. Некоја или една од поголемите грешки кои што ги правиме кога планираме е тоа што некако сакаме да планираме само одреден период на годината и покрај тоа што понекогаш истиот тој период па и не е баш периодот кога е најдобро да се планира. Еве да речеме, не мора тоа секогаш да биде декември, не мора тоа секогаш да биде почетокот на јануари, ниту пак одредено време од годината, туку тоа може да биде било кое време од годината. Исто така, нешто кое што би сакала да го споделам е дека кога се прави еден план или едно планирање, не секогаш тој треба да биде само за наредните 12 месеци, односно за цела една година. Зошто? Затоа што и тука повторно се врзуваме со само рок од 12 месеци, се ставаме еден притисок и реално не можеме да бидеме во склад со нашите поголеми желби кои што можеби ги имаме или пак ги немаме во моментот. Затоа е многу важно и би рекла дека е многу значајно да кога се прави план, да тоа биде на неограничен период, односно да вие сте тие кои што ќе одредите колкав период. Јас предлагам да биде тоа за 10 години, како би можеле многу подобро да се сетирате и да видите каде точно се гледате себе си за 10 години. Да се вратам на рекапитулација. Многу е важно да видите каде сте сега, каде сте биле последниве 5 години или последниве 10 години. Нормално, зависно од тоа која возраст сте, колку години имате, што е оно што го поседувате и што го правите, така ќе видите дали треба да гледате на 3, 5, 10, 15 години наназад, каде сте биле, што сте правили, или пак може би ви е важно и би било убаво да направите една рекапитулација на последната година. Може да си напишете список на спомени, што е на кое што ви е важно, што е на кое што најмногу го паметите, кои се работите кои што најмногу сте ги постигнале или сте сакале, а не сте ги постигнале. Може да си направите листа на сите грешки кои што сте ги направиле. Што влечам како поука од сите овие грешки и што добро можам да си понесам од нив. Јас ќе ги повторам овие прашања, ова е нешто што е многу важно како би можеле во иднина подобро да направите план и да се сетирате. Значи ќе повторам, доколку не направите оваа рекапитулација, тешко е да се направи добар и реален план во склад со вас. Што влечам како поука од сите грешки или сите пропусти кои што ги направив минатава година, 9, 10, 5 години и така натаму, и што добро можам да си понесам од нив. Овие поуки напишете ги некаде. Верувам дека вашите деца, вашите пријатели и најблиски би сакале да ги слушнат овие поуки, а исто така, важно е и вие да ги слушате и да ги препрочитувате постојано, затоа што тоа е вашата мудрост, а вие секогаш сте најмудри за себе си. Наредниот чекор кој што може да го направите е да се поставите прашање како сум се променила во текот на последнава година, 2, 3, 5, 10. Што ми даде гордост, на што сум горда,
Што е она што што ми беше одскочна даска или ми помогна? Кои се плодовите на трудот кои што јас го имам вложено и на што сум најмногу благодарна? Што е она кое што сватив дека ме кочало претходниот период и јас одлучувам тука и сега да тргнам напред без тоа? Дали може би е некои негативни уверувања, емоции или може би луѓе кои што едноставно ме влечат назад и не можам да одам напред. Следниот чекор е да поставите главна тема на која што би сакале да работите во наредниот период. Овде не би да многу зборувам затоа што ова е нешто кое што исто така е многу креативно. Јас, например, поставувам тема на секој месец, потоа правам план за секое 3 месечие, па потоа за целата година и можеби за одредениот период. И ова е нешто кое што знам да го променам, меѓутоа, често ставам една главна тема за наредната година, меѓутоа сум потполно свесна дека тоа не мора да значи точно 12 месеци. Да речеме, за оваа година напишав 10 зборови кои што мене ми доаѓаа, односно 12 зборчиња кои што ми доаѓаа од 12 месеци, потоа имав 4 месечија и некако гледав да спојам и да видам што е она што ми е најважно, меѓутоа фокусот прво го ставив на рекапитулацијата, односно што е она кое што претходно го имав, грешев и така натаму. Тоа што за мене беше многу јасно и видливо е, да речеме, грижата за себе, меѓутоа имав и некои други зборови кои што беа многу важни. Имав момент дека ми е многу потребна промена, а она што исто така ми беше многу важно е да имам инспирација и односно цела таа инспирација која што имам да можам да ја вметнам во некоја промена, па да речеме мојот збор настанал инспиративна промена. Тоа може да биде и некоја реченица, не мора да е баш еден збор, може да биде некој символ, доколку сте многу креативни, цртата и така натаму. Меѓутоа гледајте да биде некоја главна тема, мојата главна тема како пример е инспиративната промена и грижата за себе, односно грижа за себе низ инспиративни промени. Сега, откако ќе видите која е главната тема за наредниот период, убаво е да си поставите главна цел која што е поврзана токму со таа тема. Значи, една главна цел. Што е нешто мора да се исполни за таа тема? Што е нешто мора да се случи? Како вие би биле задоволни и среќни? Да речеме во мојот случај, промена мора да се случи, па макар и не била толку инспиративна. Значи, тоа е нешто кое што е најважно. Секако, убаво е се да се случи, но многу е важно да имате нешто кое што го поставувате како мора, како задолжително, како точно понатаму во поситното, да кажам, помалото планирање, вие би знаеле што е приоритетот. Една техника која многу помага тука е да бидете многу креативни и да си го поставите прашањето, например, како би сакала да изгледаш во 2024, 5, 6, зависно од тоа на колкав период ќе сакате да го направите планот. Убаво е тука да фантазирате, да си визуализирате, да ја видите таа добра, најдобра, подобра верзија следната година и да си ставите некој символ. Јас тука би предложила боички, боење, цртање и така натаму, како би можеле да имаме нешто кое што визуелно ќе навлече и ќе натурка напред. Например, ако сакате промени во изгледот, нацртајте го тоа, нацртајте се во моментот како изгледате, нормално не мора да имате кој знае какви вештини, меѓутоа од прилика и напишете од страна како изгледате, колку килограми имате, колку сте да речам во форма или не сте во форма, може би сте бремена и така натаму. Значи зависно од тоа која е вашата сегашност, меѓутоа исто така тука може да биде како се чувствувате, какви сте во однос на поставување граници, какви сте во однос на грижата за себе, какви сте во однос на љубовта кон себе и така натаму. И како сакате да изгледате во идната верзија. Колку таа се сака себе си, колку таа има добри здрави граници, колку таа личност се грижи за себе, како изгледа нејзиното тело, како е облечена, има ли можеби некои промени во стилот на облекување и така натаму, материјални промени. Или па можеби промени во околината, во однос на луѓе, живеалиште и така натаму. Целта не е задача, целта не е желба, и целта не е вредност која што ја имаме.
Желбата станува цел тогаш кога ние ќе бидеме подготвени да ја платиме цената за таа цел. И уште еднаш ќе повторам. Желбата станува цел кога ќе сме спремни да ја платиме цената која што таа цел ја бара. И затоа ние луѓето имаме многу желби, меѓутоа не сите ги исполнуваме. Кога ќе дојде некој на коучинг или без разлика на психотерапија, многу ми е важно да ги видам неговите желби. Најчесто на коучинг доаѓаат луѓе со многу желби кои што мислат дека во моментот се цел. Меѓутоа, многу не забораваат дека за тоа да стане цел, мора да се откажат од големо удобство, односно најчесто напредокот, растот, трансформацијата, развојот бараат некакво моментално незадоволство за подолготрајно задоволство во иднина. И ова не мора да не плаши. Ние многу често тука имаме негативни мисли. Ние многу често тука стравуваме дека кога ќе се случи промената или тоа незадоволство ќе биде лошо. Меѓутоа, понекогаш е многу важно да се прашате дали сакате да останете на ова место каде што се наоѓате или сте подготвени да ја платите цената на тоа. Така и за слабењето. Не може да нема незадоволство ако имате многу вишок килограми и да ослабете. Не може да нема некомфортно чувство, да не се почувствува глад, а да слабеете. Може да не чувствувате глад, меѓутоа тогаш ќе чувствувате физичка исцрпеност. Затоа што за да се случи процесот на слабење мора да има дефицит на калориски дефицит. И да, ова убаво звучи од страна, ама тоа може да биде пријатно и така натаму. Тоа секако на почеток нема да е толку пријатно, затоа што најверојатно за да имате више килограми, не зборувам сега тука за некоја медицинска позадина доколку е тоа проблемот, туку зборувам ева ако сте јаделе повеќе од што треба, мора да ги промените навиките. А секој менување на навик, односно намалување на тоа што досега сте го правеле, носи непријатност. Меѓутоа таа непријатност трае одреден период додека не стане наша навика и додека не се промени нашиот склоп на размислување и уверување. Значи, желбата станува цел кога ќе сме спремни да ја платиме цената за таа цел. Исто така, целта не е задача, како на пример да купам стан. Зошто? Затоа што кога кажуваме да купам стан и тоа го местиме како цел, тоа всушност е само задача, а најверојатно целта е да имам ваков и ваков дом или да се чувствувам вака и ваква во мој собствен дом. Ние не можеме да знаеме која ќе биде задачата на целта да имаме дом. А ако ставиме да купам стан, тогаш автоматски имаме ставено задача и се ограничуваме. И овде нема емоции, овде нема изобилство, овде нема чувства кои што може да не мотивираат и да ни помогнат. Тоа е буквално ставено само како една задача, која што е многу совопарно и затоа и опаѓа мотивацијата за понатамошно исполнување. Како може да знаеме дека нема да наследиме куќа, дека нема да стан, дека нема да купиме куќа, дека нема да се преселиме во странство и така натаму? Всушност, поентата е дека целта е нешто многу повеќе од таа задача. Исто така, многу е важно да размислуваме на крајниот резултат. Зошто се прават сите тие задачи? Зошто е таа задача? Како ја се чувствувам на крајот на таа задача? Оно што е многу важно, исто така да напоменам дека среќата не е цел. Значи не е нешто кое што го ставаш како цел, туку среќата е вредност која што ја имаме. Вредноста не е цел. Не е цел која не прати на патот и така натаму, нели? Тоа е нешто кое што може да го имаме, да го сакаме, да сакаме да го остваруваме и така натаму, меѓутоа само како поддршка, а не како реална цел. Значи јас да бидам среќна. Затоа што во тој момент ние не можеме да знаеме што е оно кое што ќе направи среќна или што е тоа што направи среќна. Значи повторно ќе имаме милион задачи, а на крајот на денот среќна многу малку може да направи. Среќата е нешто кое што многу малку бара. А доколку сакате продуктивност, доколку сте личност која што сака многу да успева, која што сака многу да остварува, која што има високи цели и стандарди и квалитет на живот, тогаш ова може само да се го вреднува како вредност која што ќе ја има на патот, па така местејќи ги целите ќе знае дека во ред. Меѓутоа ова не би било моја задача за да ја исполнам таа цел, затоа што ќе ме тргне настрана од мојата вредност, која што е среќа. Ова секако е пример, може да ставите тука како љубов, сакам да бидам обкружена со љубов,
И така, на тој начин, задачите ќе ги менувате во согласно со вредностите да бидете блиску до останатите и така натаму. Тоа е, например, сакате да бидете, не знам, сакате татковината, сакате да бидете блиску до татковината, што значи дека својата цел да, не знам, живеете таков и таков живот со повисок стандард, ќе го правите тука, а некој кој што не му е тоа силна вредност, можеби ќе го направи тоа во странство. Ова е чисто како пример, а вие видите си ги вашите вредности, што е нешто е ваше и како можете овој пример да го вклопите во вашиот живот. Дефинитивно не е лесно, но вреди. Никој не рекол дека ќе биде лесно и при големи цели има и страв. И затоа наше е да продолжиме по јасната цел и затоа е многу важно всушност да имате јасна цел. Што е на друго што е интересно во однос на поставувањето на цели? Многу луѓе сакаат vision board или табла на визии и на идеи. Јас би рекла дека е доволно да напишете 25 работи кои што ги сакате и можеби да размислите некои 10 минути што е за кое што сонувате, каков е тој живот за кој што си сонувате. Бидете специфични. Време, точно колку, кога се случува тоа, точно како изгледа. Само во овој момент не размислувајте на тоа како би се постигнало, туку само што. Следниот чекор, напишете ги и почнете да ги запишувате сите негативни емоции и уверувања кои што доаѓаат тука. Затоа што ова е нешто кое што ве вади од комфортната зона. И е одлично што имате негативни ставови, уверувања и стравови. Тоа е одличен знак кога се појавува стравот при голема цел. Тоа е убав знак дека навистина сте на добар пат, дека не сте се потцениле. Кога ќе ги напишете сите негативни мисли, напишете си можеби една приказна. Што ќе се случи, односно што би правела, доколку би знаела дека нема можност да не успееш. Ќе се изненадите кога ќе видите колку мудрост има во вас и ќе се изненадите кога ќе видите доколку сте сигурни дека ќе успеете, колку ќе го промените начинот на функционирање и на поставување на самите цели во иднина. Понатаму, нешто што е многу важно и значено е да си напишете 3 приоритети. Имам епизода за приоритети, скокнете таму доколку не сте ја послушале да видите како може најлесно да ги барате приоритетите, за да може да видите што е што ќе го елиминирате од тие 25 што сте ги напишале цели, желби и така натаму. Значи што е што може да се елиминира, што не ми е многу важно тука и сега, што не ми е многу важно во овој период што следува. Кога имате мерка, кога знаете кои се вашите приоритети и кога имате само 3 приоритети, тогаш е многу важно да планирате, меѓутоа за планирање во некоја наредна епизода, а оно што за крај на оваа епизода би сакала да ви го кажам, е дека најважниот дел можеби е да верувате во себе, да верувате во својот капацитет, потенцијал и да верувате дека се случува за ваше добро и дека се што ви е потребно како луѓе, ресурси, знаење и места ќе дојде до вас и ќе ви помогне да го остварите. Доколку не верувате дека може да се исполни ова, дека ќе го остварите, дека се што ви е потребно ќе стигне до вас, тогаш тешко е да го остварите, па дури и кога сте пред него, односно нема да го видите. Не заборавајте дека со упорност и трпение се исполнуваат најголемите желби. И не грижете се, доколку видите дека многу прокрастинирате, дека многу телото паѓа и не може да го исполните сонот, односно целите кои што ги имате, тогаш можеби е важно да се вратите на рекапитулација, да проверите дали можеби вашето тело ви кажува дека не, ова не е време, место или пак целта која што е реално, навистина автентично ваша. И благодарам што бевте до крај на оваа епизода. Поздрав!